Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи! Голем поздрав од комплексо Златно буре Кучково, каде што и во овој дел од годината, дали е зимо, лето, есен, пролет, тоа е секогаш убаво. А сега посебно нешто во оваа рана пролет, кога се е разеленато и се е прекрасно, место за уживање, но и прекрасно наше место за подготовка на новиот рецепт на денот. За денеска, драги наши пријатели, ќе ви подготвам брзи, сладки гевречиња. Значи, прекрасни, се топат во устата. Нема да се грижите дали стасало тестото, не стасало, дали сте го погодиле или не сте го погодиле. Значи, оваа рецепта со гаранција успева. И затоа, за да ги направите овие сладки, брзи гевречиња, вас ќе ви биде потребно. Ќе ни биде потребно 280 до 300 грама брашно. Тие 20 грама ќе ги оставите за посипување на работната површина. 480 грама цврст јогурт или павлака, нели, до 500 грама од прилика, тоест едно канче од половина килограм е доволно. Понатаму, 1 прстоват сол, 3 до 4 супени лажици шеќер, 1 пакетче прашок за печиво, 2 супени лажици цимет, малку чоколадни трошки или, например, можете да изрендате чоколадо или како и да што и да имате дома, а може и без ова, нема никаков проблем. И 2 јајца, од кои што едното оди во тестото, а едното јајце е за премачкување од озгора. Сега да видите како ќе ги направиме овие прекрасни, убави, сладки, брзи гевречиња. Прво, павлакате или цврстиот јогурт ќе го ставите во садот во кој што ќе месите. Понатаму, ќе ставам 1 прстоват сол, така, и ќе го ставам шеќерот внатре. И не кажа во потребни состојки, може и не мора да се стави малку стопен путер за премачкување на гевречињата, ќе видите како е. Или можете и масленце, а и не мора ништо. Сега ова убаво ќе го промешаме. Сега ќе го ставам прашокот за печиво. Така. Cimetот. Ветува добар геврек. Или можете само белката од јајцето да ја ставите. 2 жолчки за одозгора, нема да смени ништо. Така, сега ќе го додавам брашното. И ќе почнам да месам со рака. Прво малку вака со полека да го собереме брашното да навлезе во јогуртот, тоест во павлаката.
Така, сега ќе користам раката. Сега имајте си и брашно екстра, нели? Затоа што не знаеме колку е цврст јогуртот или павлаката. Значи, колку ќе му треба брашно, колку ќе земе брашно. И месите или додавате брашно се додека не престане да ви се лепи на раката тестото. Сега ќе додавам брашно доле на тепсијата, на дното. И полека ќе го врткам тестото се додека не почувствувам дека е доволно. Сега ќе ставам и белка од јајце. Жолчката ќе оди за премачкување од озгора. И убаво месам да навлезе секаде белката. Сега ставам уште малку брашно на дното и продолжувам со месење. Така. Еве, веќе почнува да се врзува. И ќе треба да исчистам раката за да можам полесно да продолжам со постапката на приготвување. Еве што убаво тесто си се формира. Потоа ќе го извадам на работната маса. Така, сега ќе набрашнам на масата, ќе го извадам тестото и ќе продолжам со месење. Понежно се работи ова тесто. Сега малку ќе ја намастам раката. Така. И тука малку. И уште еднашка. Добро го промесуваме. И веќе тестото ќе ни биде готово, ќе го поделам на 5-6 столчиња, од прилика.
го соберам целото брашно. Ете го тестото. Сега ќе го поделам, а може и на 4. Така. Сега и ова на половина. Така. И сега ќе ги размесам и овие. Нека бидат поголемки. Така. А можете да ги направите и помали. Например, од овие 4, можете и 8 да извадите. Ево го и второто. Малку е потешко за работење ова, затоа што нели неаме квасец. Така. Одлично. Сега ќе ставам малку брашненце и ќе го земам првото топче. Така. Повторно ќе наросам брашно и со оклагијата ќе развлечам една коричка. Ева, отприлика да биде елипса, доволно е ова. Значи, отприлика колку 2 пети. 2 пети. Малку путерче. Така, малку чоколадни трошки. Така, и сега ќе завиткам во ролничка. И право во тавчето за печење. Овдека ќе притиснам, ќе ги спојам крајчињата. Ете така. Сега со секое топче исто постапуваме. Јас овие ќе ги направам баш големи. Ќе му ставам повторно малку путерче. Пак малку чоколадни трошки, а можете и оревче да ставите, можете дури и да ставите и сирење. Така. И сега ги виткам.
И тука на крајот ги притиснуваме да се спојат крајчињата. Така. Еве и ова е готово. Го ставаме во тепсијата. Ги врзувам, значи, крајчината. Така, сега ја ставам жолчка. Ако не ми достигне една, можам да искористам и другата. Така. Еве, уште. Значи, за да уштедам, а всушност можам да ставам уште една жолчка, да. Нека има уште една. А белката ќе си ја испршиме. Нема секако да остане. Ете така. Убаво ќе ги. Така, нека имаат цегте. Да не бидам многу скржава. Така. Сега ќе ги печам на 200, а потоа ќе намалам на 180. Така убаво насекаде да има жолчка, тие кога ќе се испечат ќе светнат. Еве, драги мои, овие сладки гевречиња ни се подготвени за печење. Останете со вкусот на традицијата, кога ќе ги испечеме и топли ќе ги послужиме. Леле, како ни се убави овие брзи, сладки гевречиња. Значи, погледнете. Леле, колку се сладки. Јас што велам, како за неизложба се. Како мириса на цимет. Мекичко, душичка. Прекрасно. Вкусот на циметот и чоколадото. А јогуртот си го прави своето. Вкусот и тестото е како, јас што велам, како свиленкасто, така. Прекрасно. Еве и далем предлог за појадок, за вечера, за ужина. Се прават многу брзо и брзо се печат и се е прекрасно.
Направете ги овие брзи гевречиња и се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат? Велат во животот чекорете сигурно, самоуверено, па ако треба и боси да сте. Но никогаш не чекорете на коленици. На здравје, останете здрави, добри, живи. Се гледаме следната емисија. Довидувања.